Почнувајќи од писмата, кои што многу одамна биле единствениот начин на пренесување на информации, па телефоните, кои што постојано се во развој и достигнуваат голем напредок, доаѓаме до интернетот и неговите неограничени можности на комуникација, која што најчесто се одвива преку социјалните мрежи, иако се уште постојат недоразбирања за тоа дали користењето на интернетот има повеќе позитивни или негативни страни врз нашиот живот. Реалната слика е следна: познанства, пронаоѓање на луѓе со слични ставови како нашите, едукација, борба за промени, можност за заработка. Ова се само дел од придобивките на паметното користење на социјалните мрежи. Интернетот е многу поевтин, по практичен начин на комуницирање, договарање и организација, едноставен пристап до информација и што е најважно, заштеда на време кое што во брзиот начин на живот и тоа како е битно. Првиот момент од будењето го гасите алармот и веднаш почнувате да скролате десетици пораки, лајкови, кликање и спраќање емотикони. И додека да се свестите, веќе поминал 1 час, а вие се уште сте во кревет. За тоа време можевте навреме да стигнете на вашето работно место, но не, бидејќи скролавме, нервозни сме, има сообраќаен метеж. Интернетот и социјалните мрежи драстично го променија начинот на кој што живееме. Години се поминати од првите предупредувања дека токму социјалните мрежи ќе донесат опасни последици. Денеска тоа за жал е реалност и додека големите компании се надпреваруваат со што ново да го привлечат вниманието на корисниците, ние не ни забележавме дека го украдоа и се уште го крадат нашето слободно време. Дека комуникацијата од вистинскиот живот ја префрлија во дигиталниот свет. Во глобалната мрежа, од која наместо да го извадиме најдоброто, ние се заплеткавме. Како се случи социјалните мрежи да бидат оние кои што ги поставуваат стандардите за тоа што е правилно, убаво, возбудливо и интересно? Како се случи медиумите, социјалните медиуми, да се оние кои што се надпреваруваат со најмокниот медиум, телевизијата? Емисијата која што символично ја насловивме "Вклучи се, исклучи се", користејќи ги популарните интернет термини лог-ин и лог-аут, ја поделивме на 3 поглавја: социјалните мрежи како извор на информации или дезинформации, социјалните мрежи и развојот на бизнис идеите и социјалните мрежи и влијанието врз менталното здравје. Тезите зошто е подобро да сте лог-ин заедно со мене ќе ги брани Бојан Кордалов, специјалист за нови медиуми и односи со јавност. Добар ден. Добар ден, благодарам за поканата и можноста. А кои се предностите на тоа да се биде офлайн или да сте логаут? Дискутираме со психологот Мирјана Јовановска-Стојановска, председател на Комората на психолози на нашата земја. Добар ден. Добар ден. Еве го и првиот прилог кој што е вовед во првата тема на која што ќе дискутираме. Тоа е еден збир на различни извори на информации, кои што не е проблем што дека сите информации таму се неточни, туку проблем е што се измешано таму, да речеме. Од вистински професионални информации, званични изјави и соопштенија до лични коментари, дезинформации и така натаму. Значи, социјалните мрежи како извор на информации може да функционираат само комплементарно со други потврдени веродостојни извори на информации, дали се тоа институционални, јавни институции, државни институции, дали се тоа професионални медиуми. Социјалните мрежи самите се извор на дезинформации, но она што е клучно, тие се главната платформа преку која што се шират дезинформациите. Ако се сеќаваме на случајот 2016-та Велешани и Трамп, тогаш ќе се сетиме дека клучни во целиот процес беа социјалните мрежи, бидејќи се креираа анонимни вебсајтови кои што им беше потребна голема платформа, широка платформа со аксес до милиони и милиони публика на која што тие ќе може да промовираат својата содржина. Токму затоа социјалните мрежи играат голема улога во тоа како ќе се справуваме или нема да се справуваме со лажните вести. И другиот проблем со социјалните мрежи е што културолошки тие веќе се синоним за така наречената смртна експертиза. Дури има една книга така што се нарекува. Секој глас на Facebook или на Twitter захтева да биде сватен со еднаква сериозност на еден дипломат или на еден лекар или секој доктор и политичар и дипломат. И ние гледаме дека популистичките партии кои што се во подем во Европа и во Македонија се однесуваат согласно барањата на толпата на социјалните мрежи. Некои од важните примери за тоа се, да речеме, директната комуникација која што може да ја воспостават
институции, јавни личности, политичари, деловни субјекти, компании, мали предприемачи и така натаму. Значи тие тука без никакво посредство може да остварат директна комуникација со своите целни групи. Дали се тоа гласачи, дали се тоа потрошувачи, дали се тоа фанови и така натаму. Значи во таа смисла социјалните мрежи се оптимално прилагоден медиум или платформа, мрежа од платформи кои што им користат за таква двонасочна интеракција. Како што сме внимателни кога купуваме храна или кога проверуваме нешто што ќе купиме, значи датум на производство, брендот, состојките и така натаму, така едноставно тоа треба да се применува и за информациите, односно опасноста од дезинформациите на социјалните мрежи и платформи. Значи корисниците треба да проверат кој ја објавува информацијата, кога е објавена информацијата, дали има извори валидни, да ги споредат информациите и така натаму. Граѓаните не се должни да водат регистар на медиумска собственост. Сепак, должност е на институциите да се погрижат нивните граѓани да бидат правилно и точно информирани. Тоа е едно. И граѓаните во услови кога гледаат дека демократските процеси стануваат се потешки под напливот и на технологијата, и на подемот на популистите и десни и леви глобално, треба да самите да се мобилизираат и да наоѓаат начини преку концептите на невладиниот сектор, па и внатре во медиумите, да се борат со пропагандата која се шири на социјалните мрежи, бидејќи на крајот на денот тие се оние кои се оштетени. Тие се оние кои што ќе донесат неинформирани одлуки, кои на крајот на денот може да им наштетат самите нив. Да, прва тема, социјалните медиуми како извор на информации или дезинформации. Едно од најстарите облици на управување со знаење е пренесување на преданијата од колено на колено. Потоа се јавува и телевизијата како прв напреден крик на технологијата, а по неа и првите телефони во кои светот со брзина на светлината почнува да се менува. Не случајно го велам, ова сите овие начини на комуникација били измислени за информацијата многу побрзо да стигне до поголем број на луѓе. Факт е дека живееме во динамична средина каде што требаме повеќе да знаеме и многу побрзо да учиме. Па да, факт е дека треба да знаеме, да учиме, меѓутоа факт е дека треба да се прилагодиме на новото време и да го извлечеме максимумот. Впрочем, одлична најава, одличен прилог за почеток, за да кажеме дека, знаете како, дури ако јадеме премногу брокула, ќе се јават нуспојави. Дури ако пиеме премногу вода, ќе се јават нуспојави. Колку и да сите истражувања недвосмислено кажуваат дека и брокулата и водата се потребни да се консумираат секојдневно. Истото се случува и со интернетот, истото се случува и со социјалните медиуми. Вие имате ситуација во која што тие имаат своји предности, измислени се за брзо да патува информацијата, за интеракција, за двонасочна комуникација, меѓутоа, ако се злоупотребуваат, ако се користат во негативните цели, ќе се случува ова за кое што на почетокот говорим. Многу интересен концептот логин и логаут, односно најава и одјава, иако денеска со појавата на паметните телефони како да веќе не правиме логаут. Всушност, како сите ние да сме постојано онлайн и постојано зависни од нотификациите кои што стигнуваат на телефоните, иако е тоа наш избор. Никој нас не приморува да мора да имаме вклучена нотификација. Никој нас не приморува да бидеме зависни и вклучени на нашите телефони или на сите уреди, таблети, компјутери, службени и приватни, на социјалните медиуми. Тоа е наш избор. Значи, мора да научиме што е она кое што нас не одговара во оваа ера, што е она што можеме да го ползуваме како придобивка, а што е она што не вознемирува и не прави проблем. Секој човек функционира различно. За да успееме да го направиме тоа, прво мора да го признаеме постоењето на дигитализацијата, новото време, и алтернативата да не биде враќање назад, кога не постоеа интернетот, телефоните и социјалните мрежи. Туку алтернативата да биде како дигитално, информатички да се описмениме, како институциите конечно да се прилагодат на денешното или овоерското функционирање и да почнеме сите заедно да ги користиме позитивните страни. Поради експанзија на дезинформации, лажни и манипулативни вести и субјективни известувања кои што искривуваат вистината, нема да погрешам ако кажам дека социјалните мрежи се сериозен предизвик за едно општество, особено ако тоа општество е како нашето, каде сите знаеме се, постојано мудруваме, особено зад тастатурата. Дезинформациите на социјалните мрежи создадоа информативен неретив, го загадија информативниот простор.
Па да, основната грижа прво е за нашите млади луѓе, особено за децата кои прв пат влегуваат на социјалните мрежи. Знаете, би било идеално кога би постоел мануел, некој книга со препораки како тоа да се користи, односно тоа е улогата на родителите, на наставниците, на сите нас возрастните, да ги упатиме на каков начин треба да ги користат социјалните мрежи и колку. Значи, ние сме тие што им ги создадеме навиките на младите луѓе, на децата кои одат, затоа што, за жал, се помлади, нели, деца влегуваат во тој свет виртуелен и најголемата наша улога во тоа е да им покажеме која е разликата помеѓу виртуелниот свет и реалното живење. Во виртуелниот свет, нели, како што децата немаат можност да ја разликуваат фантазијата од реалноста, значи немаат силна, јасна граница меѓу тоа, а децата можат да влезат во тој свет и да мислат дека е тоа вистинскиот живот и таму да живеат, да создаваат пријатели. Често пати и возрастните луѓе знаат да ја губат таа граница. Значи, нашата задача е на сите да се бориме за тоа, да ја поставиме јасната граница помеѓу реалноста и фантазијата и можеби не да забраниме да се користат, нели, социјалните мрежи, као што вие спомнавте, имаме големи придобивки од интернетот, ама кога тоа би било можеби најповеќе 10% од нашето социјално живење, нашето дружење, нашето поминување на време, а останатото да биде во оваа реалност во која што ние можеме да воспоставиме вистински контакти, да ги запознаеме, да ги почувствуваме луѓето, затоа што емпатијата е нешто што е најдоброто средство за комуникација меѓу луѓето, а така да интернетот и преку социјалните мрежи ние не можеме да го градиме тоа. Во контекст на следното прашање е и истражувањето на Меѓународната телекомуникацијска унија, која што неодамна излезе со статистика која вели дека околу 50% од светската популација ги користи предностите на интернетот. Во одредени држави на светот речиси сите се онлайн, 98% од жителите на Исланд, да речеме, се поврзани со интернет, слично е во Данска, Шведска, Норвешка, Луксембург и Бахрейн. Кога станува збор за домашната статистика, според неа 92,4% од нашите граѓани се приклучени на интернет. Спротивно на ова, во Еритреа и Сомалија, на пример, помалку од 2% од луѓето имаат интернет. Да се има информативна алатка плюс се чини привилегија која што многумина ја забораваме. Дефинитивно, да не забораваме дека со децени, со векови, можеме да кажеме, сите ние, сите генерации се борат за пристапот до информациите, за еднаквиот, равномерниот, слободниот пристап на информациите до сите. И не случајно статистиката што ја кажавте на врвот ги имаме скандинавските земји, а за жал на дното по користење на интернет ги имаме најсиромашните земји од афричкиот, азискиот континент и така натаму. Доколку правилно го искористиме интернет просторот, ние можеме многу да добиеме. Многу често разговараме на темата што е тоа дигитална писменост. Ајде да го простиме и за гледачите да кажеме наједноставно. Тоа е начин преку кој што ќе успееме и ќе придонесеме да овие дигитални уреди, интернетот, да го ползуваме за позитивни цели. Значи, како интернет алатките, мобилните телефони, социјалните мрежи, да ги направиме да бидат во наша полза, ние да ги владееме нив, односно ние да ги користиме како алатки со кои што подобро ќе сработиме нешто, учениците подобро ќе научат, студентите подобро ќе студираат, полесно ќе се припремиме за некој состанок, за предавање и така натаму и така натаму. Така што постои многу голема позитивна придобивка и тоа постои и негативност. Тоа го има секаде, да бидеме свесни дека лажни вести имало и пред појавата на интернетот, но толку брзо не се ширеле како што се шират сега. Опасности постоеле и пред појавата на социјалните мрежи, постојат и кога се појавува. Едноставно се што се случувало надворот интернет просторот, како опасност и како предност го имало и порано, и тоа денеска многу брзо се шири и како опасност и како позитивна страна. Не можеме да го оспориме влијанието на социјалните мрежи, меѓутоа факт е дека телевизијата се уште најмокниот медиум, иако после изгледа ја губи битката. Зошто велам ја губи битката? Како, например, ќе наведам телевизии кои што превземаат информација од социјалните мрежи и ги пласираат на својата програма. Кога ќе можеме повторно да му веруваме на најмокниот медиум или уште подобро, кога ќе престанеме слепо да им веруваме на социјалните мрежи?
Па слепо верување, мислам дека е тоа најголемиот проблем, она што ние и зашто оваа емисија денеска има баш заради тоа што вие рековте за достапност на информациите, ама на интернет во голем број може да се најдат информации кои не се точни, односно да аплодирани се истражувања, некои книги или секој може да стави се што створил, што напишал, и никој тоа да не го контролира. Значи, постојат страшен број на истражувања кои од сите области на науката, за кои што никој нема напишано вистинско рецензија вистинска или научно да ги верифицира резултатите кои се добиени, книги кои секој може да ги постави, колку таа книга содржи вистински информации, колку таа книга на вистина е добивка на нешто или е, например, голема штета е што нашите ученици, студенти денеска пишувајќи семинарски работи, есеи и трудови користат интернет најмногу. Значи не дека го користат воопшто, него најмногу. Најмногу со тоа што земаат толку многу информации кои се под знак на прашајник какви се по квалитет и информации кои може да бидат тотално неточни. Така да книгата и достапност на вистинска научна литература е нешто што би требало да секогаш да го има приматот и ќе го има. Ако ние навистина сакаме озбилно да не разберат, постојат нели на крајот секогаш референци. Да, во нив имаме секогаш наведено веб страници или одреден информации што сме ги земале од интернет, ама референците треба да бидат најповеќе книги кои сме ги прочитали, од кои сме земале. Така да јас мислам дека вакви медиуми како што е телевизијата и како нешто што ние можеме да го провериме, каде што луѓето ги познаваме, еве како вас, кои стојат зад своите зборови и за она што телевизиската куќа, таму пишува уредник, режисер и се што имате нели продуценти, кои стојат зад сето таа содржина која ја појавиле, мислам дека никогаш нема да го изгуби својот примат позади она што ние можеме да го најдеме како интернет, кој што не знаеме ни кој го ставил, ни како го дошол до тоа. Ете како што вие спомнавте и она со Трамп што се случуваше во Велес или таму, да, во прилогот беше уствари. Значи, ние секогаш со свесност дека сме изложени на нешто што ќе ја поткопа нашата професионалност. Ако можам да се сложувам, апсолутно. Не, мислам, тоа е недискутабилно дека на интернет може да се најде едно и друго. Да. И тоа е факт. Да. И всушност една од термините како денеска слободата на говор, на изразување се брои е колку имаме простор нели да се изразиме. И се сложувам дека неточните, погрешните, лажните информации, некредибилните, треба да бидат санкционирани. Но, во исто време мораме да дополниме уште нешто дека има и книги кои што денеска се издаваат, кои што имаат непроверени информации. Значи, не постои строга регулација и на издаваштвото да некој мора да направи цензура или проверка. Значи, секој може да издаде одредена книга, не во наставниот процес, меѓутоа може да ја издаде. Истото и на интернетот. А воспитниот или образовниот процес мора да ги препознава добрите извори на информирање на интернет. Тоа мора Министерството за образование да го направи, бирото, и да даде курикулум и да посочи на учениците, на децата од најмали нозе, што е она кое што треба да го следат и што е дигиталната писменост. Кога говориме за телевизијата, тоа е моје мислење, го искажувам често, значи не мислам дека се надпреварува со интернетот. Бидејќи мораме нешто да бидеме свесни. Интернетот или ајде социјалните мрежи генерално тие не се таков тип на медиум, тие се канал. Значи преку кој што информацијата двонасочно или повеќе насочно допира. Не може да биде конкуренција во таа смисла на телевизијата. Телевизијата е медиум кој што по моје мислење со масовизацијата на интернетот се повеќе добива. Многу често говориме дека во денешно време не се бројките само оние статистики кои што ги имаат телевизиите за нивните рейтинзи. Многу ретко се бројат YouTube прегледите. Прегледите на веб страните, на вестите, например, на прилозите, на дебатните, нова емисија и така натаму. Значи, ако ги ставиме и тие на вагата, ќе видиме дека телевизијата со појавата на интернетот многу повеќе добива гледачи и задржува отколку што тоа било пред. Денеска интернетот, а со тоа и телевизијата го следи, ја следи потребата на граѓаните. Тоа е да тие изберат период кога ќе изгледаат некоја емисија, кога ќе добијат орена информација и кога ќе се информираат.
Јас сакам само да спомнам како родител, на пример, како јас можам повеќе да верувам на телевизијата, односно да ги пуштам моите деца да гледаат телевизија. Затоа што знам дека сигурно таму нема да се појави некоја порно страница или нешто што е недолично, што обично на интернетот се изложени младите луѓе, кои барајќи дури под името Дизни и не знам какви детски емисии и имиња кои се препознатливи за децата и приказни, можат да дајдат тотално недолични содржини и што не е случај со телевизијата и со емисиите кои се спремени за деца. Благодариме за изнесените тези и сега некако треба да сумираме, не тешката задача, првата тема. Мислам дека тука и да се биде онлайн или офлайн и двете мислам дека сме со истите. Еден за Еден нека биде. По првата тема има уште време. Еве го прилогот како вовед во втората тема. Генерално има преливање на буџетите од еден, меѓутоа се уште број еден канал за обем во пари е телевизијата во Република Северна Македонија. Меѓутоа се повеќе и повеќе се користат. Имате на пример во однос на плаќањата, последниот извештај на Асоциацијата за електронска трговија во Република Македонија, имате пораст од 26% на парите потрошени во електронската трговија. Тоа е едната страна, друга страна во однос на маркетинг буџетите исто така има зголемување на тие буџети, меѓутоа генерално како што споменав претходно, поготово кај поголемите компании се прави диверзификација на портфолиото и се користат повеќе канали, значи имате и радио дел, можеби телевизија, меѓутоа и диџитал е обавезен. Кај малите компании каде што имате некоја, не знам, помала компанија или микрокомпанија до 10 вработени или тогаш веќе главниот фокус или извор е на дигиталните канали. Значи Facebook, Instagram, LinkedIn исто така да не го забораваме како професионална мрежа кај што се користи доста сериозно. Социјалните мрежи денеска завземаат голем учество голем дел од нашиот живот и сметам дека се една клучна алатка за водењето на успешен бизнис и модерен бизнис, бидејќи се повеќе и повеќе луѓе поминуваат време на тие социјални мрежи, особено на Facebook и на Instagram. Така да сметам дека успешноста на еден бизнис се детерминира и од тоа колку квалитетна содржина ќе постира на тие социјални мрежи, така да не треба секој бизнис да гледа субјективно при објавувањето на тие содржини, на тие објави и да биде малку пообјективен за да задоволи нечија потреба. Клучниот момент за да се привлечат нови следбеници или пак нови потрошувачи е креирањето на квалитетна содржина која што ќе реши нечiji проблем, односно кога ќе решиме нечiji проблем имаме задоволен потрошувач или клиент, а тоа значи дека ќе ни се зголеми таа база на фанови, односно потенцијални нови потрошувачи. Би било препорачливо да биде тоа секојдневно постирање, меѓутоа не е толку важно бројот на објавите колку што е важно колку квалитетна ќе биде таа објава. Значи треба информација за забава. На второ место треба содржина за едукација. Од секаков тип, едукација за користење на производи, едукација за различни работи, која што е исто така многу битна и во најмала мера, меѓутоа не сме да се заборави класичната објава или содржина за продажба на конкретни производи, која што викаме класичен sales, кој што мора да биде застапен. И ако гледаме во некаква пропорција, без разлика би требало да биде некое непишано златно правило е 60 30 40 10, зависи како. Значи ако објавувате хипотетички 10 објави неделно, прилика 5 до 6 треба да забава, 3 до 4 треба да биде едукација, 1 до 2 треба да биде продажба. Ако бивате 100, пропорцијата е тука негде. Генерално во дигиталниот свет на почетоците постоеше еден мит дека не може да се измери. Напротив, мојот став е дека преку дигиталниот маркетинг точно и прецизно може да се измери, многу попрецизно него традиционалниот офлайн маркетинг. Генерално ефектот оние кои што сериозно ги користат како канал за рекламирање и допирање до крајните потрошувачи и продажба, секако да не забораваме продажбата, директна продажба на сите производи, и како може точно и прецизно да измерат какви се ефектите. И тоа е убавината и предноста на социјалните мрежи. Повторно ќе споменам најголемата како социјална мрежа кој се користи во Македонија, Facebook, запирка Instagram, кој што е дел од истата фамилија, дава многу добри прецизни метрики за тоа колку пари е потрошено,
кој ја видел, колку пати ја видел, фреквенција, конверзијата, колку е квалитетна, не е квалитетна и така натаму. Идниот потенцијал на социјалните мрежи сепак станува фокус, мислам дека Facebook и Instagram, бидејќи дури сега веќе почнува да се продава на нив со на бај делот на бај копчето на социјалните мрежи. Така да мислам дека се повеќе и повеќе бизниси, доколку сакаат да бидат успешни, модерни, да ги следат трендовите, треба да се пристапат кон социјалните мрежи. Да, социјалните мрежи нудат широк спектар на можности. Во последно време стана едни од најдобрите методи за промоција на производи и услуги. Кога сме повторно кај статистиката, бројот на компании во Европска унија кои што користат социјални медиуми постојано расте, така што според последните анализи изминатата година, да речеме, секоја втора компанија користела ваков облик на комуникација, што значи дека се поголем број на бизниси и поединци ги користат предностите на логин. Па, ајде да тргнеме од повторно од логин и логаут. Нешто што го подзаборавивме бидејќи не го правиме на компјутер, кога ќе стиснеме од јавис или логаут од Facebook, се појавува нешто што вели бесплатен е и секогаш ќе биде бесплатен. Тоа е онаа прва парола која што да речеме Facebook ја дава. Што значи тоа? Тоа значи дека за приватни корисници Фејсбукот секогаш ќе биде бесплатен, нема да наплаќа, но кога станува збор за бизниси, кога станува збор за организации, за други корпоративни нешта, секој пат се наплаќа. Тоа е начинот на кој што Facebook, но и другите социјални медиуми најмногу заработуваат и тоа е она кое што компаниите го препознаваат. Впрочем, секое наше присуство како личности, како индивидуи на социјалните медиуми е потенцијален пласман за одредена реклама или за одреден производ услуга која што бизнис заедницата ги нуди. Тоа е во ред, и тоа е еднината на маркетингот исто така, меѓутоа мора да бидат свесни компаниите дека само онлайн маркетингот не дава ефекти и мора да бидат дел од оној маркетинг микс, значи тука да ги вклучи традиционалните медиуми како и онлайн медиумите. Она што е тренд и кое што треба да се следи, кое што треба доста да расте од нашата земја, тоа е трговијата, значи онлайн трговијата, заради тоа што како што светски тренд е растот на туризмот, така светски тренд е и растот на купувањето онлайн. Ако сакаат нашите компании, а со тоа сите ние, кои што живееме тука да имаме повеќе профит, повеќе пари, поголеми плати, треба да бидат отворени кон целиот свет и да ги понудат своите услуги и производи онлайн. И само што ова ќе ми дозволите, огромен потенцијал младите луѓе наоѓаат тука и тоа е нешто кое што дел од младите ги држи да останат во земјата. Тоа е можноста да работат преку интернет, особено за компании од западните земји, а пак од друга страна западните компании таа услуга ја плаќаат многу поволно, отколку што би ја платиле во својата земја. Од друга страна нашите млади добиваат многу поголеми заработувачки, многу поголеми пари отколку што би заработиле тука. Знам дека во овој сегмент токму на оваа тема е малку потешко да се биде негативен и да се истакнат негативните страни, меѓутоа за жал ги има и тука. Колку од сето она што реално, од она што се нуди на социјалните мрежи, нам реално ни е потребно, кога истото нешто би го виделе во продавница, можеби нема ни да го купиме. И она што можеби најмногу загрижува, кога ги гледаме коментарите на потрошувачите кои што веќе го купиле продуктот, го нарачале, гледаме многу вулгарности, многу говор на омраза. Мене не ми се верува дека кога ќе купиме нешто надвор од интернет просторот, ние се враќаме во продавницата и на вработените им викаме, го повишуваме тонот на нашиот глас. Па и тоа некогаш се случува, само што Не на толку често. социјалните мрежи тоа викање е многу гласно. И полесно, веројатно. И многу расширено, и многу луѓе ќе го чујат, нели, онака во продавница ќе го чуе продавачот и два-тројца наоколу, ама кога на социјалните мрежи тоа се случува, како да одиш, не знам, со мегафон низ градот да зборуваш, зашто многу луѓе ќе го чујат сето тоа. Сигурно дека, значи не е оспорно дека има големи придобивки интернет трговијата, рекламирањето, но сепак од друга страна јас сум за личните човечки контакти и со фирмите, затоа што не малце луѓе се излажани купувајќи преку интернет. Мојот совет е можеби до луѓето да размислат добро пред да ги потрошат своите пари за било што. Можеби најмала штета е тоа кога луѓето купуваат она што не им е потребно. Ако го добијат тоа што го купиле. Купуваат заради тоа што во моментот, нели,
рекламите сите велат, рекламата продава емоции, продава стил на живот, продава ќе бидеш успешен, среќен и заљубен ако го носиш тоа или вежбаш така или не знам како се храниш или било што да имаш, што кај луѓето можеби ќе им помогне да им се создаде некое чувство кога ќе си го купат тоа дека барем за некое време ќе се чувствуваат убаво. Што со оние кои се измамени и треба одново, значи, добро да се размисли кога се тргува преку интернет, кога се читаат рекламите, дали е тоа навистина така, дали тие фирми навистина постојат, затоа што друго е кога ќе отидеш во фирмата и ќе речеш дајте да ги видам вашите простори, луѓето кои сте ги вработиле, да ги видам документите, а вака онлайн трговијата. Но верувам ќе се согласите со мене, благодарение на онлайн продажбата многу компании ја зацврстија својата позиција на пазарот. Апсолутно. Диана? Ова е твој сегмент, Кристина, ова е твој дел, твоја тема, мислам дека 2-1 тука за нас. 2-1 да се биде Има време да се коригира. Така да, или да се биде онлайн. Она што следува е темата која што веројатно ќе докаже дека е многу подобро да си офлайн или да си лог аут, за влијанието на социјалните мрежи на менталното здравје, за социјалниот активизам. Гледаме видео кој што е вовет. Па ги користам често, всушност да речеме дека целиот мој живот е некако поврзан со социјални медиуми и од моето искуство до сега сум имала позитивни реакции за тоа, но секако не ги исклучувам и оние малце негативните. Не користам социјални мрежи воопшто, Инстаграм немам, Фејсбук имам, ама апликацијата Фејсбук ја немам на телефон. Може се пуштам 2 пати неделно, само така колку да проверам што има за факултет и друго ништо. Уопште не ме интересира кој кај бил, што правил, што јадел, колку ја сака девојка му и која игра и било што. Воопшто не ме интересира тоа. Си имам свој живот и си го терам тоа. Тоа, знаете, зависи од тоа што работиме на социјални мрежи, што сакаме да дознаеме, во која мрежа, во кој бран се вклучуваме. Има секако луѓе, профили со реална слика, има и такви што представуваат некоја лажна слика и слично. Доколку паметно се користи за истражување, за едукација, за наша надоградба како луѓе, тогаш може да биде позитивно, ама ако се користи за негативни цели, тогаш нормално дека се ќе биде негативно околу тоа. Па мислам дека на негативен начин влијаат, пошто заглавени се скроз во телефони, на компјутери и некако ми е, што знам, као на автобуска да седиш, ќе гледаш надоле у телефонот, наместо да гледаш, ја така си го сватив тоа, дека ќе гледаш у телефон доле, затоа избриша Фејсбук. И ќе го гледаш доле вака телефонот и само си зацепан у нешто, а нема, не знам, напред има многу бои пред тебе. Многу разни работи, не знам, може ќе си видиш нешто што ете цел живот ќе ти остане. Може девојката на животот ќе ја видиш и ќе се случи нешто, појма немам. Скроз е без везе, не знам, ја уопште не го почитувам тоа и затоа ги избришав, ви кажав, сите тие работи за да, не знам, многу ми е поубаво вака, сега си гледам ствари наоколу, си шетам, не ме занима шо има, не знам. Па затоа имам негативно мислење, затоа што мислам дека повеќето луѓе влегуваат во тој некој, во таа некоја лажна реалност и зависноста од мобилни, од компјутери, од игри, од се тоа е преголема. И јас лично не сум фан на тоа да се користат баш секаде мобилни телефони и социјални мрежи. Си има одредено време каде што може да ти помогнат, ама не 24/7, мислам. Лажен свет на совршенство, криза на идентитетот, хранење на егото. Го украсуваме нашиот живот за да се допаднеме некому. Се чувствуваме лошо затоа што таму некаде во дигиталниот свет некој друг го украсува својот живот и со тоа се создава една нереална слика каде што се чувствуваме супериорни над останатите или има пак една друга спротивност, не се чувствуваме воопшто убаво. Она што најмногу загрижува веројатно е тоа дека се тоа се прави за да се предизвика интерес и внимание кај луѓе кои што воопшто и не ги познаваме. Зошто им е важно да им се допаднеме на другите? Социјалните мрежи некако направија да заборавиме дека на крајот од денот важно е да се сакаме ние самите себе си пред се и да се прифатиме.
Па добро, малце служат и тоа, затоа што луѓето се гледаат себе си на фотографиите кои ги постираат. Си го гледаат својот профил, своите лајкови, своите потврди на тоа, своите срценца или таму што се добива, нели? На своите фотографии, на она што они го постирали и како имаат доживување за потврда на себе си, баш така, на нивниот интегритет, на тоа што се они, колку они паметни, колку добро изгледаат или колку се важни како личности, колку што повеќе лајкови имаат, нели, они чувствуваат дека повеќе вредат. Во сето тоа има парченце мало вистина, ама во големиот дел и не, заради тоа што нас ни се потребни вистински човечки контакти, онаа човечка внатрешна порив, потреба да некој стави рака на рамо, да не потапша по рамото. Значи не е доволно лајк да ни стави таму, него чак сакаме некој лично да не погледне во очи, некој да не гушне, некој да не поддржи со топли зборови, да биде тука покрај нас седнат, што интернетот никогаш нема да го замени таа потреба од човечка близина. Не знам дали ќе се согласите со мене, но социјалните мрежи навистина ни го дадоа светот на дланка и тоа не само од информацијски аспект. Сега е многу полесно да запознавате луѓе, многу е полесно да се одржува контакт со нашите кои што се надвор од земјава, за кои што своевремено писмата и екстремно скапите телефонски разговори беа единствениот начин на комуникација. Она што е многу важно е да знаеме како ги користиме социјалните мрежи и нешто што мене, да речеме, во последно време многу ми се допаѓа, тоа е социјалниот активизам кој што и тоа како ни ја враќа вербата и надежта за подобро утре. Да, се има про и контра и тука мора да се сложиме, меѓутоа факт е дека денеска фамилиите кои што се повеќе надалечина функционираат секојдневно гледајќи се и споделувајќи емоции преку интернет. Да, се сложувам дека емоциите во близина, гушкањето и сето она што е секојдневна или, ајде да ја кажеме, нормална емоција на блискост, не може да ја замени тастатурата или екранот. Меѓутоа, во ситуација кога немате друга алтернатива, и тоа како тоа е нешто што е позитивно. Или да резимираме, сите ние кои што сме денес овде во овој град, во оваа земја присутни, треба да издвојуваме повеќе време да се гледаме едни со други. Меѓутоа, ако не сме тука, и тоа како се чувствуваме помирни кога ќе го слушнеме гласот нашите блиски. Од друга страна, кај младите, мислам дека овој процес нема да биде толку тежок како кај нашите генерации или пак генерациите кои што се пред 20 на години родени, заради тоа што денешните генерации се раѓаат со интернет и со мобилен телефон. Денешните генерации се раѓаат поврзани на интернет и овие дилеми нема да ги имаат. Меѓутоа, дали ќе им помогнеме да одат на вистинскиот пат, се уште зависи од нас, бидејќи ние сме родителите, ние сме наставниците, ние сме професорите, политичарите, невладините, медиумите, се сме ние. И колку ние ќе ги насочуваме кон позитивните аспекти и во личниот развој, кој што интернетот ги нуди, толку тие многу полесно ќе созреваат. Ако цело време ги враќаме во нашата младост, ги враќаме во нашето време или времето на она кога ние бевме млади или нашите родители, тие ќе имаат криза како што дел од нашите генерации денеска имаат. Мислам дека тоа е голема опасност, она што вие го рековте, дека ние секој ден или барем неколку пати во неделата можеме преку Skype, преку било каков социјална мрежа да контактираме со оние што не се тука, бидејќи можеме тоа да ни биде големо оправдување зошто нема да отпатуваме таму или тие да дојдат. Еве секој ден се гледаме, ќе се видиме за нова година, значи од минатата нова година. Така да мислам дека тоа крие многу голема опасност, да ја намали мотивацијата да ние навистина се сретнеме со луѓето кои се таму некаде и мислам дека треба да бидеме многу свесни за тоа. Супер да ги слушаме секој ден, да ги видиме преку интернет или да видиме што прават и да се делиме таму со случувањата кои ги има во нивниот живот, ама мора многу да внимаваме да мотивацијата да вистински се сретнеме, да направиме семејни собири, да отпатуваме или некаде да се сретнеме, да не ни се намали.
Морам да додадам уште нешто. Американската психијатриска асоциација вели дека ќе говориме за селфи фотографиите, она што и најчесто го гледаме кога ќе се вклучиме на социјалните мрежи, вели дека селфи фотографиите се обсесивно-компулсивна желба да се направи слика на самиот себе и да се објави на социјалните мрежи, како начин да се компензира недостатокот на самодоверба и да се пополни празнината од недостаток на интимност. А токму тој недостаток на интимност и ниската самодоверба, колку и да звучи иронично, се врзува со времето поминато на социјалните мрежи во комуникација со виртуелните пријатели, големиот број на виртуелни пријатели. Знаете што е битно во сето тоа? Што селфите нема да го излечат она што ние го чувствуваме внатре, таа празнина, оттуѓеност или осаменост или недоволно самодоверба, него во моментот кога ќе го ставиме тоа, затоа што за да се направи едно селфи не е само момент на ставање на сликата. Тоа предходи некоја акција, па како ќе се нашминкаме, како ќе се наместиме. Паголот на светлото. Да, па како е тука позадинава, па кој ќе биде со нас, па матна ми е сликата, па ај сега ти сликаме, чекај јас вака. Значи постои време едно... Поминале 2 часа. Кога, па пота, одново, нели сега на ова место тука, па со Ајфелова кула не сум се сликала или таму каде или што ли се случило, не го лечи чувството внатрешно. Да, тоа во моментот можеби ќе се почувстваме, ете сега ќе ме видат, па уште да видам колку лајкови ќе имам, па сега сите мои колешки знаат колку сум јас баш сум ослабела, па сум позгодна, па сум се нашминкала, сум облекла нешто, ама тоа е многу кратко. Гледајте го поинаку, можеби тоа е дружба со фотографот, 2 часа поминати во дружба Па е добро време. Сам со себе, да, нема фотограф, ама дружба со сам себе. Дружба со сам себе. Тоа недостасува доста. Дружба со сам себе. И сега, кога зборуваме за влијанието на социјалните мрежи врз менталното здравје, за следното прашање, некако сеќавањата ме водат во 80-тите. Јас кога бев дете, најчистиот прекор од моите родители беше не стои блиску до телевизорот. Кога бев тинејџерка во 90-тите, беше спушти ја слушалката, доволно збориш на телефон. И тогаш постоја своевидни закани по здравјето, како што денеска се толкуваат социјалните мрежи, но она што е важно е да научиме како да ги користиме истите за добро. Едукацијата е клучниот момент. Многу далеко звучи во 80-тите, Нели? вака Да, кажам. Инаку се е исто, тоа е факт. Да. Значи, она што за нашите родители беше зрачи телевизорот, тргни се подалеку. Тоа што беше телефонот, не го држи зрачи или не зрачи. Тоа што беше микробрановата печка и сега да не ги редиме сите откритија, тоа денеска се социјалните медиуми. Факт е дека се многу брзи. Факт е дека е потребно прилагодување на нашиот начин на живот, на нашиот ум, на сето ова што се случува. Меѓутоа, факт е дека може да се прилагодиме само ако ги прифатиме. И јас сум убеден дека ние имаме проблем со прифаќање на ние не живееме во реалноста која што денеска постои. Ние не сакаме да прифатиме дека денеска едно дете се раѓа со мобилен телефон. Стално го кажувам примерот мајката, односно докторот, гинекологот, докторката, мајката и трето е мобилниот телефон. Можеме да се спориме дали е добро или лошо до 100 дни назад, меѓутоа тоа е факт. И мора да создадеме механизам како да ги ползуваме позитивните аспекти за се. Неодамна имав учество на една трибина, патем добро е да ја спомнем, општина Карпош ќе биде една од првите општини која што од септември ги забранува пробно мобилните телефони за време на часовите. И земав сврзани садови да прикажам дека во суштина тие имаат 2 влеза како садови, во едниот се негативните страни, во другиот се позитивните. Во од која дупка или од кој простор да ставаме вода, сок, влегува во едно место, во истото. Но дали ќе навалиме повеќе на негативните страни или позитивните страни, тоа зависи од нас. И така треба да ги воспитуваме нашите деца, нашите ученици, нашите студенти и така натаму и така натаму. Па ја не се сложувам дека децата се раѓаат со телефон. Зато што не се раѓаат со телефон. Телефонот им го даваат мајките и татковците, родителите, кога ќе почнат да разбираат и за да можат да си направат муабет у кафич со другарката, ќе му даде на детево да си одгледа на YouTube нешто или така. Значи, тезата дека ние треба да се прилагодиме на нешто, мислам, појдува од тоа дека децата се раѓаат со телефон, а бидејќи не се раѓаат со телефон, значи ние можеме да се прилагодиме само на нешто што ќе биде некоја мала придобивка, као што реков,
Јас не знам како дојдов до тие 10% дека треба да бидат дел од нашиот живот, ама нешто малце во кое што ни треба некоја информација, ни треба некого да чуеме, ни треба нешто да видиме, ама нашиот вистински живот и заедничкото дружење, и заедничкото бидување како семејство не сме во никој случај да го замени нити телефонот, нити компјутерот, нити телевизијата, нити било кој друг медиум или нешто што ќе биде посредник да ги пренесува нашите емоции и контакти. Децата сакаат да се дружат со своите родители, сакаат да играат, сакаат да одат во природа, сакаат и да погледнат нешто на телевизија, ама во исто време сакаат да играат со други деца. Децата им требаат тенџериња, играчки и тоа, затоа што интернетот им нуди готови, веќе створени фантазии, а они мора да ја развијат својата фантазија. Од тенџерињата да направат дворци, да направат нешто што нив ќе им помогне во животот понатака да станат некои корисници на социјални мрежи кои ќе бидат многу контролирани. И се тука сакам да се надоврзам и да кажам дека веројатно е многу поважно да ги научиме децата како да ги користат социјалните мрежи, отколку да им ги зимаме уредите, бидејќи кога ќе излезат на улица нема да бидат во тек со реалноста и ќе бидат изолирани. Времето е поинакво. И одговорот ќе го бараат на место кај што немаме контрола. Ако ги земеме телефоните и забраниме, значи нема интернет за денеска, да, дома ќе нема, меѓутоа прва прилика ќе има, тогаш нема можеме да контролираме која е личноста која што е прашана на некоја тема како да се користи интернетот, ниту што ќе се гледа на интернет. Па добро, ние сигурно дека треба да разговараме со нив. И ја реков дека тоа би требало да биде присутно. Значи не секако да се исклучи тотално, ние не можеме да престанеме. Јас сеќавам кога бев мала, мајка викаше нема да читаш толку, очите ќе ги расипеш. Тоа е тоа, да. Така да, мислам, од таму ние веќе дојдовме, сега нема да седиш толку на телефон, ќе расипеш нешто друго. Значи како што било добро читањето, сигурно и ова е некаде добро, али тоа што сте во право дека би требале навистина ние сме тие возрастните, што треба тоа да го воспитаме како децата да го користат добро. Имам уште многу прашања. Сакав само да заборавивме во тие опасности да наброиме и книгата Кочурација и читањето на свеќе. Да. Ние можеме многу да дискутираме на оваа тема. Мислам дека опфативме само еден мал дел кога станува збор за влијанието на социјалните мрежи. Тука е моментот кога сакаме да ве прашаме која е предноста да се биде логин, а која е предноста да се биде логаут. Како заклучок на разговорот пред ние да го кажеме нашиот крвав поглед? Секогаш е тешко кога се брани само еден став, заради тоа што вистината е некаде на средина. Меѓутоа длабоко сум убеден дека ако се научиме да ги ползуваме позитивните страни кои што интернетот и социјалните медиуми ги носат, ќе го истиснеме во голема мера стравот и опасностите кои што со себе нуспојавите ги имаат. Што значи тоа? Тоа значи дека како што порано, кога ќе не пуштеа како деца пред зграда, ни кажуваа каде треба да одиме, што треба да правиме, ако има опасност, како да се однесуваме. Истото денеска важи за социјалните медиуми, само е многу посложено. Како што родителите и денеска ги учат своите деца, како се поминува улица, кои се сообраќајните знаци, истото се случува и во интернетот. Мора да се постават тие правила на игра и мора да се воведе таа дигитална писменост кај сите деца од најмала возраст. Од домот, меѓутоа и во образованието, за да дојдеме до тоа дека предност е да се биде логин, затоа што има што да се научи таму. Инаку знаете како? И порано, кога се учи, кога немаше интернет, кога немаше телефони мобилни, некои од нас криеа стрипчиња, криеа романчиња во учебниците. И не учевме, иако седевме на книга некогаш 2 часа. И денеска, кога седите вие на интернет, тргнувате со желба да научите нешто за некој автор, можеби да превземете биографија, па може да залетате на некоја игра или нешто друго да ви го одлече вниманието. Значи, сето тоа зависи од свесноста, подготвеноста или со еден збор дигиталната писменост, меѓутоа децата не можат сами. Како што се сложивме дека не се раѓаат, мислам, преносно се раѓаат во смисла бидејќи ние веднаш ги упатуваме на мобилниот телефон, така мислам дека тука би можеле да се сложиме дека ние сме тие кои што треба да ги посочиме правилните патишта. Ја ќе ви кажам од моја гледна точка, минатата недела јас бев со ќерка ми на кампување. Значи, јас сум за локаут.
Она што ние таму двете си го поминавме време, не ми го надокнадува кога јас со нив разговарам преку телефон, јас имам две керки. И обожавам кога не се покрај мене да ги чујам и да си направам муабет или да ги видам, нели? Ама тоа е нешто кратко во момент на инспирација да ги слушнам само или да си пренесеме некоја информација, ама заедничкото кампување мислам дека не може да го смени ништо. Благодариме за гостувањето. Колку и да сакавме едната или другата страна да победи, некако изедначен е резултатот, па дојдовме до моментот на нашите заклучоци. Мојот заклучок, да речеме, е поврзан со неколку статистички податоци кои што велат дека 156 милиони електронски пошти, 29 милиони пораки, околу 4 милиони прашања пребарување на Google, 350.000 твитови, 243.000 објавени фотографии на Facebook и уште 65.000 фотографии на Instagram. Вака изгледа еден ден на интернет, што значи дека милиони корисници ширум светот ги знаат предностите на логин. Сите овие информации кои ги спомена Кристина само потврдува дека знаеме како е кога сме логин или кога сме вклучени. Време е да бидеме логаут и да се подсетиме какви сме кога не сме конектирани. Ќе бидеме многу посрекни доколку рацете ги користиме за поздрави, за прегратки, за држање отколку за испраќање емотикони, стискање лајкови и кликање. Ние се доведовме во ситуација кога имаме поголема конекција со телефонот отколку со луѓето околу нас. Ние се доведовме во ситуација кога многу повеќе се радуваме на вибрациите, на звукот од паметните телефони отколку на вибрациите и убавите енергии од луѓето околу нас. Со години не предупредуваа дека комуникацијата преку паметни телефони ќе ни донесе штета. За жал денеска тоа е така. Ако за момент го кренеме погледот од малите сини екрани, ќе видиме дека тие предупредувања биле вистини. Анализиравме само неколку теми за предностите и недостатоците од користењето на социјалните мрежи, но сепак ќе сумираме и ќе кажеме дека вклучени или не, изборот е на вас. Јас ќе додадам дека наместо да додаваме пријатели, буквално да собираме албум со сликички од непознати луѓе, ајде да ги оставиме телефоните настрана, да отидеме заедно на ручек, на вечера, да појдеме на концерт, да уживаме во настапот на бендот или на музичарите кои што ги сакаме, без притоа да брзаме да ги извадиме телефоните и да објавиме фотографија дека сме биле на концерт, наместо да се воодушевуваме на филтрите за разубавување. Мислам дека е време да бидеме воодушевени од боите од природата и светот околу нас. Ние денеска се надеваме дека со емисијата која што ја погледнавте, ви дадовме причина повеќе да размислувате на оваа тема. Благодариме за вниманието.